Видете, по било која цена ќе ги запросиме. Така е, брате, јас одамна го велам тоа, одамна. Браќа, мора овој пат, значи. Мора да ги запросиме. Исмаиловци, ние доаѓаме кај вас. Зошто? Да ве прашаме нешто. Кај одите вака до теранија? Одиме кај Дуздјун за една ирлија работа, како викаат. Каква ирлија работа? Одиме девојка да запросиме. Која девојка? Сите. Како? Ништо не разбрав. Чекај, јас ќе ти кажам. Многу се измеша главата. Јапрак, сега овие Исмаиловци се заљубени во керките на Чичко Дујџун. Значи Исмаиловци ќе ги запросат трите керки на Чичко Дујџун. Добро, ама Чичко Дујџун има 4 керки, 4. Абе, едната е многу мала и неа ли ја гледате како девојка. Јас зошто одам кај Дуздјун за таа ирлија работа? Јас кај вас ќе дојдам, се разбира. А зошто керката на Дуздјун ќе ја запросиш во нашата куќа? Бога ми, човек би подудил од тебе. Скроз би одлепил, мислам дека. Добро бе, смирете се. Времето ни лета, браќе, ќе ги испуштиме девојките. Мажи, радно вели, ајде, додиме. Ајде бе. А, Белаз Исмаил, остави ја сега Јапрак. Јас разбрам што требаше да разберам. Што разбрати? Ве чекаме во секој време. Јас и брат ми ќе го спремам пред да дојдете. Доста бе, доста. Ајде да одиме веќе. Ајде, Бог да чува и да брани бе. Знаеш што? Жими очи, ништо не разбрав, ништо. Тоа беше толку нејасно, ма? Малку е срамежлив и затоа не може отворено да каже, ама ќе дојде да ме запроси од бато. Тоа сакаше да ни каже. Можно е да е така, Секако дека е така, ма? Во никој случај не давате девојка надвор од селото. Јас имам 2 сестри, ако сакаш можам двете наеднаш да ти ги дадам. Што зборуваш бе ти? Како ќе ги дадеш, не ми е јасно. Се шегувам. Тој што сака да земе девојка од селото ќе стане домазет. Тоа е правило. И вие ли сте домазет, господин Дуздјун? Жими Бога, така е. Значи жена ви од селото? Беше, ама сега е покмена. Зарем почина жена ви? А што да се прави, Божја волја. Ај, многу ми е жал. Да бидам искрен, да сум на ваше место, јас не би дал девојка надвор од селото. Погледни ги колку убаво сте ги израснале. Што е сега? Ај, ништо, тете, но сакав да ги прекрстам нозете и погрешка тебе те удрив. Добро си, нели? Господја Елмас, не даваме девојка надвор од селото, ама земаме од надвор. Добро бе, добро. Ајде, да станеме и да одиме покрај реката ние. Утре ќе се најдеме и ќе одиме по документите. Ајде, доста разговараме, ајде. Како така, не може, нема да ви дозволам, јас ќе ви угостам, јас. Не, јас намерно дојдов со караванот. Ќе кампуваме таму покрај реката и точка, готово. Толку. Абе, не е можно такво нешто. Девојките направија се, сготвија јадења, креветите се спремни, останете овде. Утре рано ќе одиме во катастар и свршена работа. Мораме. Нема, овие имаат работа. Напиши им порака на Исмаиловци, нека дојдат да ме земат. Колената ме болат многу. Значи вака, рано наутро имате работа во катастарот, но јас таму имам еден другар. Сега ќе му ги испратиме вашите матични броеви и тој ќе ја започне процедурата. И тоа би било одлично. Цел ден ќе шетаме низ селото. Така е, секако. Јас ќе ве шетам низ селото. Бато Дуздјун, ако има работа, можам и јас да ве прошетам. Значи утре сум слободен, нема многу обврски. Да ви кажам, сте имале среќа, инаку јас сум многу западен човек. Пријателе, и ние можеме да ја прошетаме тетка ми, значи наша должност е да ја прошетаме. Не знам дали сум јасен. Слушайте вел, кој сака нека ја прошета? Ама ја одолговлекувате работата, што? Да бе, кај да се ќе дојдат Исмаиловци, симнете ме сега доле, ајде. Почекај малку. Ерол! Абе, пријатели, во голема неволја сме. Ова баба Нурија да ја поживее Господ, ни една секунда што се вели, не остава да дишеме намира. Ако бе, вака е подобро. Баба Нурија и даде Емине се заминуваат од кај Дуздјун. После ќе си ги запросиме девојките. Ага, убаво велиш. Да Емине може да ни постави секакви прашања, жими се. Замолчете малку прво да го сокриеме ова. Хајде бе. Тето, ти земи го моево палто, да не ти застуди па да настинеш.
Тргни се малку. Придржи ја и ти, ќерко, придржи ја малку. Момент, нема потреба таа да помогне. Пријателов овде стои, ништо не прави, затоа реков. Ти воопшто не грижи се, таа може да носи се. Не е важно, не е важно. Фате, ќерко. Јас да ја носам, како да ја носам, јас сум богат човек. Седни си ти, одмори се малку, нема потреба од помош. Ајде, полека. Полека бе. Ја. А, тето, ти оди внатре да се одмориш малку. Полека, полека, да не би падне. Ајде, ајде. Господине Фикри, имајте пријатна вечер. Одете, ајде, имајте пријатна вечер. Пријатно, господјо Мухтар. Пријатно. Машала, бабо. Како бомба си. Спуштате ја тукаде? Чекај малку да се тргнеме од земјаново патче. Полека бе, полека. Што е? Да видам, што е? Си ја повредив раката. Чекај јас да видам. Остави, јас ќе видам, ајде тргни се. Верете, а ти побара дозвола да ја фатиш за рака, да прашаш дали може да ве фатам за рака, има ли некаков проблем, ќе ми дозволите ли, а? Не побарав. Епа побарај ме, брат, ова е село, бе, не е пријатно така да правиш, погрешно ќе те разберат, побарај дозвола прво. Лесно може да ни сте пат заради ова, те молам, баре дозвола друг пат, еј. Слушај, ваму ти слободно момче, учи нешто од брат ти бе, а? Во ред, ќе научам. Што се случува овде? Пријател овде не вознемирува Илгјун. Ништо нема, малку си ја повредив раката. Ете, ја наместив. Добро е сега? Добре, благодарам. Ајде сега, Исмаиловци, земете ја баба Нурија и да одиме, ајде брзо. Само малку, не ја викајте баба Нурија. Таа е кралица на селово. Да си ми жив бе, мет ти тече од устата. Ајде да одиме, ајде. Догледање, кралица на селово, догледање. Не се подбивај бе. Ајде, имајте пријатен ден ви, ајде. Благодарам, господја Емине, благодарам. Ајде, одете. Ферит, ја претера, бе. Трчај, побрзо. Ајде. Ајде. Добро, полека. Ајде. Опа. Полека. Ајде, абе, работите ги нема. Што правите бе? Сега што правиме? Магарицата ги изеде сите краставици, сите до една. Абе, доаѓајте ваму, не се расправајте со мазгата, ајде одете. Ќе ги изеди вратоврските и палтата. Избрка ја веднаш, ајде. Да, ајде. Абе, ајде доаѓајте. Бега, Ајде, бегај. Ајде, бе, иш. Ајде. Чиво, ајде. Бега тука. Ајде бе. Што правите бе? Фаќа. Ајде, Полека. Ајде брзо, бе. Ајде. Ајде, трчај. Трчај. Сревата ми ги превртевте, наопаку бе ми се повреќа. Малку, баба, Еве, стигнавме. Абе, сега ли најде да тркнеш, бе, брат? Ајде, бе, брат, ајде. Ајде, можалеле. Останав сама. Ке видите вие. Ке видите. Леле, се исел тој нечесник. И што ќе правиме сега? Дај Боже цвеќето да го нема изедено. Абе, чоколадото го нема, како не сваќаш? Дај, остави сега, нема што да се прави. Дај вам, Чекај, дај. Дај. Дај малку. Абе, момци, ова наравање ми мириса мене или така ми се чини, а, браќа? Што ако мириса бе, пријателе, чоколадото го нема? Што ако ги изгубиме девојките? Зошто да ги изгубиме, бе? Ага, мора ли да има чоколада? Па не може ли без тоа чоколада? Да земеме нешто друго, некој друго благо. Тоа што кажа? Целта е иста, нели? Дури е и подобро да биде ако е раванија, пооргански е. Абе, слушај, еднаш во нашиот крај едно момче отиде со татлија да запроси девојка, дури пита однеси, веднаш му ја даде девојката. За малку и сестра и ќе ја даде, ама тој рече не ќам, инаку... Добро бе, да видиме од кај доаѓа овој мирис на реванија. Момент, да ви кажам од сега, ако се работи за некоја кражба или измама, мене ме нема. Така да се знаете, така и точка. Значи мене ме нема. Братче, нема никаква измама и кражба, бе. Ние ќе го направиме тоа, не се мешај.
го шербетот, ма? Кој шербет? Шербетот на тадлијата, што? Е, добро, дадо, разбрав. Слушај, ваму, ма, ти изгледа немаш мозок воопшто. Слушај, оди одвлечем го вниманието. Добро, јас ќе го средам тоа, остави. Девојки, што правите таму? Дојдете ваму, ајде. Еј, Лази, Исмаил ли е тој? Бога ми, тоа е, а? Рано дојде, бе, сега брат ми не е дома. Ајде, дојди подоцна. Зошто дојде сега овој? Јас зошто дојдов? Сакав да ти кажам нешто, ама што сакав да ти кажам, не знам. Што ќе кажеше? Чекај да размислам малку, застани. Зошто го пушти, бе? кова, бе. Јас нема да го држам. Ви кажав уште отворено, значи не го држам. Дај ми го. Држи го, држи. Не тоа. Не, Бог да чува. Не беше ни тоа. Жими очи се колнам дека не ми текнува на вистина. Како и да е, еве, дојдов и не ми текна. Сега веќе одам ќе размислам подобро да се сетам што беше и потоа навечер ќе дојдам и ќе ви кажам се што требаше. Ајде со здравје сега, ајде. Ово се стемни веќе. Ќе умреме од глад, нема ли да ни дадете нешто за јадење? Уморен сум од патот, треба си легнам малку. Ајде, наполнете масата, ајде. Чекај, што има за јадење? Кешкек. Кешкек ли? Зошто бе, кешкек е многу вкусно јадење. Пред некој ден решат, кога дојде во Истанбул, му направивме кешкек. Затоа, значи, скоро јадевме, затоа така рече. Разбирам, ама има и други работи за јадење. Го направив со своји раце. Така. А јас тој ден не дојдов на кешкет. На вистина не можев. Ако. Ама добро, вие сега ќе јадете, јас да си одам полека. Останете, ќе ставим уште една чинија за тебе, ќе јадеме што дал Господ. Господ дал кешкет, што друго да даде. А јас на сестриве им реков да направат треванија. Многу е вкусна со селски јајца, жолто тесто. Одам да ја земам. Ќе ја јадеме после вечерата. Добро, ти си знаеш. Ајде да одам јас. Амори, што ќе му кажеме на бато? Дали ти текнува нешто? А зашто тоа? Нели, раванијата си изгуби, ма? Доне! Ја прак! Бато доаѓа. Слушнав. Добре, дојде, бато. Се брзам, веднаш ќе си одам. Дојдов по реванијата. Дајте ми ја тепсијата. Бато, раванијата си изгуби. Зрно ли е тоа? Голема тепсија, како се Кога изгуби? ми го ставивме шербетот, ја оставивме овде да се излади и после таа исчезна. Како птиците да ја земаа, бато? Птиците? Види каква лага. Можно ли е такво нешто? Нели Не, заборавивте? бато, самиот виде кога ги кршевме јајцата, нели? Тогаш ја изгоревте и ја уништивте татлијата. Не, Бога ми не ја изгоревме, Господ да ме казни. Молчи ти, не го мешете Севишниот во вашата лага. Бог да чува. Абе, ме посрамотивте. Ме уништивте, ме посрамотивте. Јас, кај Дузган реков, имам раванија, одам да ја земам. Што ќе правиме сега? Отиде мојата харизма. Отиде. Сега ќе ве ставам особата на старицата. Јас многу се Поминете. плашам сега, Ќе направам, Ајде пред мене, влезете в соба. Ќе направам, бато. Немој, бато, немој. Трегувајте тука кога велам. Ајде. Ајде. Многу се... Седете во собата на старицата и можеби ќе се опаметите. Ќе направам за 5 минути. Да, ќе направам. Бато, немојте, молам, бато. Влезете внатре. Помини, ајде, пред мене. Врви.
немој сега старицата да ја облече венчаницата и да дојде. Молчи, ма, ке те слушне и да нема намера, ке дојде. Многу се плашам, дедо. И јас се плашам, ма. Затвори ги очите, не гледај, не гледај, не гледај. Абе, Дага, што е ова? Абе, ова никако да се излади? Абе, пријатели, тоа нема така лесно да се олади. Има шербе, топол, треба малку време. Освен тоа, украдена е. Каква врска има тоа, бе? Жешка, мешка, ние да однесеме. Каква е оваа работа? Тие ке ги венчаат, а ние? Уште стоиме овде. Абе, брачиња мои, добро, додиме, ама како вака ќе однесеме раванијата? Ама ти многу проблематичен стана, бе, кусеј. Абе, обична тепсија ќе фатиме, ќе однесеме. Држи. Ајде, бе, ага. Ајде, бе, фатиме. Ајде, Тош, ајде. Ајде, бе. Ајде, ајде. Оди, ајде, таму. Ајде. Ти го направи ова. Да. Да ти се позлатат рацете, многу е вкусно. Што, момчето, почна со јадењето, да почнеме и ние. Ајде, повелете. Аман, бе, Ферит, почекај старите да почнат. Што си се нафрлил на супата? Не му замерувај, тучеше во странство, малку ги има заборавено нашите обичаи. Тоа си веќе очигледно. Емине, ма, таа црвенокоса жена била балданска на Фикри, така? Никогаш не се омажила, а? Не се омажила. Слушај, бабума, ми се чини дека таа црвенокоса многу се интересираше за Дујџун, нели? Што мислиш? Бога ми, мене така ми се чини. Слушај, бабу, деновиве немој да го оставаш сам Дујџун. Брзо оди тамо. Не го оставај сам. Ќе го земат, ќе го земат. Добро тогаш, да си одам јас. Ајде, добра ноќ. Ајде, оди. На здравје, нека ти е. Ајде, отидов јас. Не си кренав овама. Ајде. Ај со здравје. Трпелив камен мој. Ја испратив Емине и сега останавме сами, мој чувар на тајни, мој чувар на тајни. Имам 75 години. Можам уште 75 да ги протерам. Уште многу ќе живеам, ама оваа тајна, оваа тајна ќе ме убие, камену мој. Да ти ги кажам моите маки, оваа мака ќе ме докрајчи. Ај, што ме знајде. Што ме знајде. Знаете што се бележав? Ние цел ден само трчаме. Така е, ама јас ви реков уште од порано, вие не ми поверувавте, јас сум готов и онака сум вкус. На секој ваш чекор јас правам тоа чекора. Ага, што да правиме, ќе трчаме по ове возбудлива трка. Исмаиловци, бе! Абе, што се случува? Прашувам, што се случува? Ништо. Што има во таа тепсија, а? Раванија. А што ќе вие тоа цвеќе? Цвеќето? Ова цвеќе е толку убаво, го видовме по пати и рековме да си го земеме. Така направивме. Да, бе, и јас ви верувам. А зашто сте облечени во одела? Одите да ги запросите девојките, нели? Абе, зошто не ме слушате мене? Нели ви реков ќе ги запросиме девојките откако ќе заминат гостите, нели така? Ама што да правиме да Емине? Ќе ни ги запросат девојките. Од каде па сега тоа? Гостите утре си одат, така е договорено. Навистина ли да Емине? Навистина ли? Абе, Мухтар стои пред вас.
Зарем не ми верувате мене? А вие во последно време станавте многу одвратни. Дуздјун ќе ве замрази, ќе рече не го почитуваат мојот збор. Така е, точно кажа. Штом ти така велиш? Во ред, тогаш друг пат ќе одиме да демине. Ете така. Ајде сега, добра ноќ, ајде. Чекај. А ми текна нешто. Дајте ми ја сега таа тепсија мене, а? Ајде бе, ајде. Дај. Сега јас. Добро вечер. О, добро вечер. Добро вечер. На здравје нека ви е. Да си жива, дојди, заедно ќе јадеме, ајде. Илгјун, Кирко, земи ја тепсијата, ајде бе. Изгледа Решат нема да дојде, затоа повели ти, таму му е чинијата. Ајде седни. Добро, чекај, ајде. Добро, седни. И ти ли направи равањата да ја мина? Не, Кирко, не направив јас. Исмаиловци направиле за гостите. Браво за Исмаиловци. Кои Исмаиловци, каде живеат? Тие, тука ли живеат? Ти го познаваш Чичко Али со густата коса? Го знам, со четка неговата коса, како куќа. четка му беше, нели? Ај, колку интересно. Сите четворица се викаат Исмаил. Нели? Да. Каква врска има тето, четворицата и Исмаил, сите се возрастни мажи? Не ми е јасно што сакаше да кажеш, сега не разбирам, а? Ај, што знам, само кажав онака. Сонѓун, Кирко, дај ми малку суп, ајде. Тоалетот беше горе, реков. Натре, Чеков, натре. Идву, Черко, ајде, оди, покажи му, Черко, ајде. Не, мачете сега. Како изношување, ајде, стани, Черко, стани. Однеси го. Благодарам. Тука е, повели. Благодарам. Многу благодарам. Патем, брат ми, Ферит, малку е изветрен. Многу те напаѓа. Ти се извинувам во негово име, искрено. Не е важно тоа. Јас почувствував. Што? Не ли те напаѓаше? Тоа го почувствував. Нема проблем. Добро. Вие навистина ли порано сте се сретнале со Ферит како што вели тој или не? Но нели реков не? Му личам на некоја. Добро душо, не се нервирај толку бргу. Ќе му покажам јас на него, само ако те вознемирува уште еднаш, мене да ми кажеш. Добро, да сте ми жив. Благодарам. Во ред. Ти да си ми жива, и јас ќе бидам жив. Да ви донесам јас чист пешки? Може, јас сум навикнат на чиста. Добро. Ќе одам јас по нужда. Мала, се враќам брзо. Добро. Да си ми жива. Машала, Господа те чува од уроци. Што е ова? Простете ми, малку задоцнив. Бато Решат, дојди помине од тука. Не, онде ќе седнам, онде. Таму седи постариот син на Чичко Фикри. Ако ќе се стеснеме малку. Ти само донеси ми една чинија. Ви испеков остаци со своји раце, за да јадеме. Навистина ќе ви донесе пиреванија, ама не беше добра и затоа не ја донесов. Исмаиловци ни испратиле. Исмаиловци, и тепсијата е бакарна. Да, во знак на добре дојдева. Кој знае кој им ја направил? Не е важно кој ја направил, бе. Погледни колку убаво изгледа. Господја Елмас, јадете постаци. Ние сме прочуени со нашите постаци. Подоцна ќе јадам, господине Решат. Ај, пардон. Што се случува? Фала Богу. Повели. Благодарам. Јас влегов помало, ама завршив работи со голема нужда. Види, да ти кажам уште нешто, немој погрешно да ме сватиш. Ако Ферит утре ти каже да одите на прошетка, не прифаќај сама да одиш, те молам. Извести ме и мене, јас ќе дојдам заедно со вас. Не, нема потреба. Кај ќе одам сама со него? Добро, супер, одлично. Да, во ред.
Ето, чекам. Што е? Се случи нешто? Не, ништо не. Јас влегов во тоалет и огладнев наеднаш. Ајде да одиме, да не се изгледи јадењето. Може ли? Ајде. Да. Навистина многу ти измачив. Ти благодарам многу. Благодарам. Ама тоа беше моје место. Ти сега седни овде, на ова столче. Добро, нека седне онде. Тука ли? Да, тука. Ајде, дојди до мене. Ти дојди малку понавака. Ајде сега. Јас легнувам, очите ми се лепат за спиење. Се гледаме изутрина. Патот многу ме измори. Индјунчерко, покажи му го креветот на Чичко ти Фикри. Добро, тата. Епа јас да седнам на тоа место сега. Повелете. Јас да се соберем малку. Не, нема потреба, не се вознемирувај, не се стеснувај, дојди вам. Така. Добро? Рекоа дека има забава и дојдов. Ферит каде е? Кај татко ми е. Што? Велам кај нивите е со татко ми. Не разбирам. Раскажи ми убаво како на човек. Збори. На село отидоа, на село. А што прави на село? Па ќе продаваат некои ниви, нешто такво, бизнис. А кога тоа? Утре изгледа се враќаат. Остави го, него забавувај се, ајде. Ајде. Што се случува? Се скршило. Што се случува тука?
На Делмас? Да, Оваа соба ја подготвив за тебе. ти благодарам. Добро, убаво. Вака, тето, земи го ти ова. Да, е тетино. А вие со Чичко Ферит ќе спиете овде. Ви ставив душек на подот. Оваа врата води директно надвор во дворот. Ако сакате да излезете, клучот е на вратата. Да, ви благодарам, многу ви измачивме сега. Благодарам. Какво мачење? Тогаш, добра ноќ, ајде во собата. Добро, ајде. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Ферит, не ти реков тебе добра ноќ, не изреков, ајде. Добра ајде. ноќ и тебе, тетино. Ајде, Ферит. Добра ноќ. Ајде, бе, брат. Навистина ти благодарам многу, те измачивме. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Благодарам. Зете, многу добро ме нападна. Зошто да те напаѓам тебе, не разбирам. Без престан ме напаѓаше пред сите. Ферит, ама и ти некако многу ја притисна девојката. Мислам дека претера, таа има татко, има сестри, на село сме, ќе ни степаат поради тебе, бе, брат. Аха, точно велиш. Нели е многу убава, Зете? За селото ли? Какво село, за девојката зборувам. Да. Убаво е, ама сите девојки се убави, да ти кажам. Со таа девојка се најдо во Истанбул. Ајде, остави го сега тоа, не може да биде таа. Како не може цел ден ја бркав по Истанбул, очигледно се плаши од татко и не сака да го открие тоа. Ама Ферит, слушај, ме нервираш сега веќе, значи, таа не личи на девојка која лаже. И немој да ми правиш сега глупости цело време. Што се случува, бе? А што зборува, бла, нешто? Ништо, тато. Да ти кажам, бачанак, ненормално рчиш. Нема да лажеш, бе. Јас не хрчам, си причинила. На здравје. Имам киселина од кешке хотвер. Да излезам малку на чист воздух, да прошетам низ селото. Во ова време. Што му фали на времево? Добро, ти си знаеш. На крајот од ходникот има врата, има клуч на вратата. Од неа се излегува во дворот. Мене ли ми ја кажуваш мојата куќа, бе? Во право си. Ајде, јас легнувам. И тоа со стил. Абе, каков душек ми ставиле, како да летам во воздух, хеј. Господе Боже. Види што ми дале за покривање од влага, се залепило. Како се залепило, бе. Ајде, сега да спиеме. Ај дадо, Ферит цела вечер не го тргна погледот од тебе. Аман, ма, се плашам тато да не забележи ништо. Знаете што? Ама и постариот си не е за фрлање, нели, а? Што сакаш да кажеш, ма ти? Добро, ма ништо не кажав, па и ти. Што уште да кажеш? Ама тетката е лоша. Изгледа му фрли око на тато. Да не биде маке? Не, јас не сакам. И да Емине многу е опасна. Вечерва дојде само од љубопитност. И јас така мислам. Терки? Што е толку зборување? Ајде, легнете си, ајде. Не, тато, си разговараме. Добро, ма треба си легнете. Денес многу се изморивте. Ајде, легнете си, сите, до една, во кревети. Ајде, сега сите бакнете ме по една за добра ноќ, така. Ако веднаш не легнете, утре не можете рано да се разбудите. Ке се застрамиме пред гостите. Ти биде срамота. Ајде сега. Добра ноќ. Добра ноќ, тато. Добра ноќ. Ајде. Ајде, сестра. Што бара Ерол пред нашиот прозор? Ерол, што правиш овде? Чувам стража назгон. Зошто? Воопшто не и верувам на гостиве. Ке преспијам вечерва овде.
Вие спите спокојно. Добро, ти си знаеш. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Аје, Исмаиловци, кои се тие, бе, да видам кои се? Еј, кога ќе ви се спие, кажете ми за да си одам. Ага, се спиели во ова време, бе? Не спиеме? Абе, брате, ако ти се спиеш, што ма мислиш, влегни натре, спи. Ние не сме јабанџи. И мене не ми се спие воопшто. Сега од љубопитност не можам да спием. Мене за ништо не ми е грижа, ама и мене не ми се спие некако. Абе, Куси, ти зборуваше со нас Ѓун на телефон. Да, зборувам. Јави се да знаеме што се случило. Ага, во право е, бе, да јави се да видиме. За јавување ке се јавам, добра, ама да не е малку доцна, мислам. Нема врска, ако спие, нема да се јави. Јави се, бајде, јави се, ајде. Еве звони. Молам, Исмаил. Што правите? Што да правиме? Еве, легнавме. Гостите, уште ли се кај вас? Да, на горниот кат. Значи, вие спиете на долниот кат, така? Да, во нашата соба. Значи, колку што разбрав, вие не спиете на истиот кат со гостите. Да не си луди, Исмаил. Зошто да спиеме на ист кат? Не, чисто онака те прашувам само. Воопшто не ми се допаѓаат синовите на Чичко Фикри, затоа те прашувам. Немој да се грижиш, ништо нема да не снајде. Тие се врсници со Дадаил Ѓун, спите спокојно. Нека му ја мисли овдешниот Исмаил. Ајде, добра ноќ. Многу хубаво ми посека добра ноќ. Ага, што рече, бе, што? Сега вака, јас разговарав со неа. Значи, бе, немојте да се грижите, рече овдешниот Исмаил, нека му ја мисли. Зошто, бе? Како зошто, бе? Девојката во право? Рече синовите на Чичко Фикри се врсници на Дада и Ѓун. Леле. Па тоа е добро, бе, ага. Нема зошто да се грижиме. Што ќе правам сега? Во бестрага и Фикри и неговите синови. Абе, слушајте, во дворов има некој, еј. Немој, бе. Не го гледајте, тој гледа на кај нас. Абе, не гледајте, ќе забележи дека го гледаме. Чекај да видам. Ајде. Ајде. Што е? Што се случува, бе? Што е ова, бе? Чекај, бе, после, што е ова? Еј, чекај, што е? Леле, ова е господин Фикри. Чичко, абе што правиш ти тука? Ништо. Да прошетам малку и да поразговараме малку со ова сакав. Ама, чекайте, малку е доста, бе, татко. Ти ми рече татко, кажи ми кој е твојот? Живи Бога не знам. Добро вечер. О, баторешат, кој ветар те донесе овде? Онака, не ме фати сон и реков малку да поразговараме, ете така. Добро, ајде, тогаш јас да си одам. Фикри, бе, што бараш овде ти? Ништо, бе, излегов малку да прочетам, имам малку киселина од кешкекот. Од кешкетот. Да, тешки да не јадев кешкек. Не се, онака, си се шетат малку, излегов да испуштам малку газ. Ти олеснува малку кога пеша, Чичко, знаеш што, ајде, добра ноќ. Ајде, ќе се видиме. Ајде. Овој Фикри е незгоден човек. Што беше ова? Бомба беше ова, експлозија, брат. Сега јас сите четворица ќе ме пукнам по глава. Нели вие окрадовте реванијата? Врска има, бега. Не зборувај со мене, не ми одговорај. Ненормален ли си ти? Мислевте нема да ја открием. 50 јајца ставивме моне, море.
Едва собрав толку јајца од кокошарникот. Отидоа 3 килограми брашно и 3 килограми шекер. Ага, Ке ми ама ти- платите за ова. Господе. Аме не ме остави да кажам, бе. Ви реков да не ја земаме. Човекот е во право. Те засакав за да ја споделам мојата грешка, не мојата осаменост. Без тебе сум бил полн со грешки. Со тебе сакам нив да ги избришам. Абе, гума за бришење сум ти јас? Што ќе правам со девојкава? Што ќе правам? Коптагел. Разбуди се. Коптагел. Коптагел. Илгјун. Коптагел. Илгјун. Коптагел, реков стани одма. Елмас, Станувај брзо. Брзо. душо моја. Ти си ми се, знаеш ли? Јас сум ти се така. Илгјун ја спомна во сон. Сон зборуваш, каква Илгјун, ма тоа беше кошмар, бе, не е сон. Бе, кошмар. Да, очигледна е твојата намера, заради тоа цел да ни се пушташе така. Ама Елмас, доста ме нервираш, јас толку несовесен човек ли ти личам, а? Тето, ме разбуди. Не спи, тетино, не спи. Гледај тетка ти како страда, немој да спиеш. Абе, како така зборуваш ти со тетка ти, бе? Добро, разговарајте. Благодарам. Не ми ја допире ногата, немој да си ме допрел воопшто, Коптагел. Не те допрев намерно, ма Елмас. Да беше намерно ќе го сватеше тоа. Господе Боже, што е секова? Ако те лажам, фрли ме во море да ме фрлиш, да се удавам, еве, на лице место. Зошто викаш? Има дупка во сред куќа, сакаш сите ли да не чујат? Што викаш? Каква дупка, ма каде има куќа со дупка? Ништо не разбираме, каква куќа е оваа? Добро, значи има дупка, да не зборуваме воопшто тогаш. Да не Господе зборуваме. Боже, ајде ќе молчам. Молчи. Јас, Елмас, каква врска можам да имам со таа девојка, бе? Ајде кажи ми житица. Цел да не ме погледна во лице. Ништо не гледаше освен таа девојка. Господе Боже, дај ми трпение, бе, Господе. Жими очи, нема такво нешто да умрам. Јас само глумам дека сум постариот син на семејството и така се однесувам. Го стигнав врвот на мојот потенцијал и сега сум деактивиран. Знаеш што значи тоа? Ја што да правев, кажи ми, да те преграм пред сите, да те бакнам? Требаше сите да кажат, што е ова момче, бе, гушка твојата тетка? Лагата ќе се откриеш одма. И ти ја искористи приликата да и се доближиш, така? Таа девојка, бе, ти во овој миг ништо не знаеш освен таа девојка, бе, Елмас. Зошто толку ја мразиш, не разбирам. Освен тоа, па таа не е мој тип, бе, разбираш ли? Значи да беше твој тип ке и се пушташе, така? Ајде, не ме тере да викам. Не викај. Секако, куќата има дупка. Од таа дупка се пренесува звукот, нели? А сега сум заглавен како во црна дупка. Каде оди ова? Елмас, ме полудуваш. Ти велам, јас ти дадов се од мене, разбираш ли? Не ме притискај.
Ќе излезам во дворот. Излези ако сакаш, излези ајде. Елмаз, детето рече излегувам во дворот. Јас ли сум виновен за тоа бе сега? А ти немој да се излечеш од се, Коптагел. Аман бе, Господе, помагај. Абе ти погледни се самата бе, господин Елмаз. Решат седи до тебе, ти глас не пушташ, така? Само вака си се смешкаш, ќе луѓе. А после тој господинот Дуздин, што вели да прошетаме, ти велиш може. Решат вели да те прошетам, глас не пушташ, ма, така? Каква правда е ова бе, а? Да бе, како во зандана да ме фрли? Во зандана, зад решетки фрлим, ајде. И пак ме тераш да викам. Ти што викаш среде куќата? Да бе, да, има дупка, има, ама не обична, црна дупка има, разбираш? Елмаз, ќе дојдеш ли со мене? Не доаѓам. Елмаз, дојди со мене. Нема. Добро, јас ќе дојдам. Немој бе така, те молам душо, немој. Гледај колку викам сега. Влегуваш во грев со мене, Коптагел, срам да ти е. Јас за тебе се би направил. Влези во грев. Дојди. Во куќава има дупка, не дај Боже да не голтне. А чекај, навистина ли има дупка? Не видели? Не сум видел, каде? Кај оди сега овој? Девојкава ли ја следи овој смотаниот? Леле бе! Мори! Што бараш ти овде, а? Коптагел. Каде, Коптагел? Што барам јас тука, зете? И што бараш ти овде, бе? Станав до тоалет. Изгледа собата сум ја погрешила. Собата ја погрешила. Ајде во твојата соба. Ајде. Ај, аман, зете. Грбот ме заболе од овој кауч, мене, бе. Подобро и јас да си легнам на под. Ферит кај ли е? Кај да е ќе дојде? Тој нека легне горе. Ај, тука ќе легнем долу. До Коптагел. О... Сестра, не се плаши. Внимавам на тебе. Што бараш ти овде? Те следам да знаеш. Во опасно си. Гледај зад тебе. Абе, кој ме следи? Никој нема таму? Помладиот син на господин Фикри, тој досадниот. Ти продолжи. Јас ќе го средам со ова дрвово. Остави го тоа на мене. Сега јас убаво ќе му го поматам умот, па ќе види. Ќе види тој. Како? Ако толку те интересира, дојди да видиш и ти.
води над вода. Се случи? Каде е Ферит? Се измори, се струполи кај чинарот. Навистина се зачуди, нели? Се зачуди, а? А навистина паметот му одлета. Верувај ми. Охо. Како и да е, ајде ќе почне молитвата, татко ми ќе се разбуди. Јас одам. Ерол. Оф, готов сум, нозете ми се откина. Сега ќе се раздени. Пешаче в 6 часа. И девојката пешачеше толку, ама јас сум готов. Одеше над вода, на земја и онака може. Не ми е јасно како, што беше тоа. Ни монасите од кунг-фу не го можат тоа. Господи, од памет ме извади. Зошто седам овде? Зарно нека е. Добро утро. Добро утро и за тебе. Наудиш на молитва? А? На молитва. Одам на клањање. Навистина? Искрено, многу ме изненади. Не го очекував ово од тебе. Слушај, имаш абдест? Да, имам. По нужда не ти се оди, нели? Не. Добро утро, И на господине. тебе, Бог да ме прости. Види, денес и гостинот ќе дојде со нас на молитва. Дојде да се моли? Да. Нешто така бе. Ајде, оди пред мене. Повели, господине Ферит. Сега ли? Да, сега. Умно момче. Полека бе. Ферит, и ти ли дојде да се клањаш? Да. Браво бе. А што не го донесе и брат ти, а? Тој беше многу уморен. Тој го возеше караванот по пат. Ајде, ајде, тргај. Добро утро. Здраво. Добро утро. Ајде, здраво. Види, синко, ти си го прошетал целиот свет, ама сега започне го твоето село. Види го овој чинар, стар е точно 1800 години. Го имаме и тоа црно дрво. Тоа е постар од ова. Има точно 2400 години. А плюс го имаме и ова. Ова е помладо, ама сепак има помеѓу 300 и 400 години. Слушнете ме, вие мене, а колку е старо ова дрво? Мојот чутук подолго е од тебе и ајде гледај си работата. И не ме нервирај од рано. Многу е убаво. Убаво е. Само да знаеш уште какви убавини има во нашето село. А сега е време за молитва. Имаш абдест кај тебе? Абдест имам, ама ќе се измијам. Измислеј. Ерол, покажи му каде е шадарванот. Добро, господине. Ајде, одете.
Што прават овие? Чекор напред, два назад. Види, синко, жените мислат дека тоа дрво им прави добро. Со денето еден чекор напред, а два назад, го враќаат времето назад, демек. Многу било интересно. Секако дека е интересно. Освен тоа, уверени се дека тоа дрво им дава посебна моќ на жените. Каква моќ? Како... Например, како одење над вода? Што е тоа? Бог да чува. Ова е пресноверие, момче. Се очекува ли тоа на дрво? Ама силата на жените е многу очигледна, бе, имам ефенди. Жените во нашето село имаат надприродна моќ. Муезин ефенди? Тоа е несомнено, но таа сила или моќ ја дава само Господ. Ништо лошо не кажевде. Господ му дава сила на чинарот, а чинарот на жените. Значи истиот му дава моќ и на чинарот. Слушај, мамо, дојди малку со мене. Од кај ти текне тоа одење над водата, бе? Ајде, кажи ми. Само онака, како пример кажав. Да, дома. Ти кај отиде с ношти? Се разбудив некој време, ама тебе те немаше. Девојко, да не се најде со Ферит? Молчете, ма, нема такво нешто. Излегов на ноќна прошетка. Ерол рече Ферит те следи, а Ерол не го следел. Види го ти, Ерол. Нема шанси нешто да испушти од вид. И? Што се случи после? Реков малку да му го поматам умот на Ферит. Што направи? Отидов на момиската плажа. Тој ме следеше и ме гледаше, а јас одев по водата. И што направи кога те виде така? Што ќе прави? Избега од страв. Молчете, ма ќе не слушнат. Овие тука се слушаат. Ај, ти не грижи се. Пред малку бев горе и сите до еден рча. Изгледа, многу се умориле. Што е ова? Охо. И како ќе се исчисти ова сега? Абе, ненормални едни. Зошто не останавте да ми помогнете? Срамота, срамота. Што се случува? Спаси ме! Помош! Спаси ме! Што правиш ти овде? Те молам, спаси ме, те молам, помогни ми!